Програмата е прекината поради Play In. Добро вечер, почитувани. По долго време чест ми е да се појавам уште еднаш пред екраните и да видиме заедно во овие неколку минути. Од овој пат на Мега телевизија почнува нова емисија под наслов Play In. Не е Play Out, туку е Play In. Тоа е нешто друго, некој нов концепт, една летна шема. Истовремено ќе го најавам и отворањето на летната шема во Капри, во овој ресторан Капри Оаза, а сега ќе одиме да провериме внатре како се журкаат присутните. Ајде Саш. Како си врвите вечерва? Супер! Супер! И чекаме сега да почнат. Дај, тука. Поздрав, убави. Супер! Кул! Што ве венди со него? Музиката? Музиката, ќе слушајте кукулеле? Да. Ви потакуваме нова вечер. Хвала. Здраво, немам зборој. Да минаш. Како ве венди со атмосферата тука? Молим? Атмосферата како ве венди со? Здраво. Како е? Многу хубаво. Дали ги слушаш кукулеле? Да. Здраво. Да минаш. Хвала. Здраво. Значи најпрво, многу ми е мило што вечерва општо се врате забавата во Преспа и вечерва е многу јако, се надевам дека ваа ќе биде нон-стоп. Така се надевам и ние сме тука да ја атмосферата. Се надевам убаво ќе се помините вечер. Фала! Поживе, како се врвите вечерва? Како се врвите? Супер топ! Што ве вендисва најмногу тука? Многу ме вендисва, супер е реновирано со мерак. Поздрав до собственикот, се е топ. Ве благодарам и мајте во вечер. Фала и вас. Ете, бегаме. Бегаме, одиме по нив, ајде. Тука се наоѓа екипата на Мега телевизија. Како си поминувате? Многу убаво. Супер е? Прекрасно. Вие како си поминувате вечерно? Па супер. Супер, малци избегавме од гужвата градска и се осеќаме преубаво. Ова е Марето. Марија Станковска, пејачка од Битола. Да, здраво. Дали ти може ќе запееш со кукулеле? Па не знам, не. Не. Па А не. како си върви вечерва? Супер е? Супер, да, ми се мени септен, забавата ще ја празна, значи стварно треба да продолжи важно. Дали ќе идеш почесто ова лето? Па да, се надевам ако ми правите друштво. Поздрав, се гледаме подоста. Слушай ги, baby.
И после супер забавата во Крани, време е да се напиеме и кафе на широк стогак. Убаво попладне, коцката пак ми падна. Се надевам ќе се поминиме многу убаво. Во ова издание ќе гледате ексклузивно, значи после Крани краток дел со разговорот со Куку Леле кој го направи колешката Ана Трајчевска, ќе го гледате ексклузивно во незината емисија во целост од блиску со. До тогаш останете на Мега, гледајте не, а ние одиме на кафе. Play In. Вие вечерва сте тука присутни во Крани на самото отварање на автокампот Крани и летувалиштето. Верувам дека честа ете вас да ви припадне да бидете дел од ова свечено отворање огромна. Како пред се чувствувате тука, како ви се допадна атмосферата која што ја дочекавте? Да ти кажам, јас дека сум бил како дете. А кога е тој камп, ја не памтам дека сум право. Али фино е, убаво. Овака на прва, одлично направено. Средено, добра бина, убави луѓе, убаво светло, убаво звук има. Се надам убава забава. Така. И со среќа нека се сонува. Така, вас како ви се допаѓа атмосферата тука во Крани, во летувалиштето и автокампот? Ама во селото тука не доаѓа, цело време. Јас сум бил тука и на одмор. Порано, да. Сум бил там одмор како мал, сум бил многу убаво. Така, нели Крани пред се е познато од оние детски денови? Дај Боже да заживее више овој крај на Македонија, знаеш. Доста више само од таа страна, знаеш зашто мислам. Сакам да заживее овој дел овде. И заслужуваат овие луѓе да им заживее и Ресен и околина на цели езерото и се. Така, во секој случај се согласувам со вас. Целта на мојата емисија е одблиску да ве доловиме на вашите гледачи, ете малку да позборуваме и за вашиот професионален живот, малку да опфатиме некои прашања од приватниот живот. Што е она што Куку Леле го прави во моментов? Ете каде се имате настапи ова лето? Ова лето идеме на секаде имаме настапи. Значи низ цела Македонија, кај што имаме дискотеки поголеми клубови, ние одиме, кај што не викнат одиме. Така да сме ангажирани, фала Богу, и лани, и оваа година поише. Пошто снимаме нови песни, луѓето не сакаат, не канат, ние ще доаѓаме и си правиме журки, забави и така. Така, од сите тие настапи низ цела Македонија, како што рековме, дали може би имате некое посебно место каде што ете најмногу ви се допаѓа атмосферата и публиката или не можете да... Не, двојам, не. Седе кај што не примаат, мислам кај што не викаат, не примаат фино, ние даваме од себе максимум, така да немamo милионе место. Јас си сакам цела Македонија, така да и у село најголемо да не викнат, ние ќе одработиме тоа најубаво што знаеме. Така. Роберт, кажи ми на што работите вие во моментов? Дали вашата публика во скоро време може да очекува нешто ново од ваша страна? Еве пред се да ги израдуваме вашите фанови. Пошто. Тешко да се каже, имаме разни планови, појма немаме. Нешто ќе излезе од тоа. Така, значи во секој случај ќе оставиме на изненадување на нашите гледачи да очекуваат, а дали може би ете ако не нова песна за скоро време планирате албум да издадете некој поголем концерт, што се случува на тоа? Се крчка тоа се господица или господица? Госпогице, не ти го знам името, како се кажа? Госпогица Ана. Се крчка тоа, ние се правиме ја руки, имаме некои планови, снимаме музика, али нека остане тоа, знаеш, сега да не почнеме оваква песна, таква песна, оваа песна, има ново, има многу ново, така да сукцесивно во текот на годината ќе чуете. Така, очекуваме се што е во ваша страна, се разбира, ќе ги информираме нашите гледачи. Долги години сте присутни на македонската сцена. Повеќе од 20. Кога беа почетоците? 1990-та? Значи многу години. Многу години се тоа, многу години. Така, како се сеќавате на почетоците? Беше ли тешко тогаш да се успее на македонската естрада? Какви беа вашите почетоци на група? Види, секој почеток за успех е многу тешок. Дали сега, дали пред 20 години, дали пред 150 години, мислам, карикирам.
Ако си квалитетен, ќе успееш. Ако знаеш што сакаш, ќе успееш. Ако луташ, нема да успееш. Знаеш, така да. Роберт за тоа е најзаслужен со неговата музика. Јас сум тука само ги следувам тие песни. Во спои сме добитна комбинација и тоа е тоа. Нема многу голема философија. Play in. И пред да се одјавиме, на кратко морам да ви прочитам еден твит кој моментално го најдов. Вели дали смеа малиштата што се перат на 30 степени, да ги спружам надвор да се сушат на 40 степени. Јас ќе ве поздравам тука, бидејќи сакам да се оладам со добро ладно кафе во City House и да ве поканам исто така да дојдете и вие тука да се напиете кафе. Поздрав, со мене се гледаме утре во истото време, 17:30 само на Мега телевизија. Play in.